Добро вечер и добро ни дојдовте во вечерашното издание на емисијата Тунел. Чуда се случуваат. Чуда кои знаат да изненадат и медицината, и науката, и природните закони. Кога Јован Коловски се разболе, медицината брзо му пресуди. Но љубовта и вербата на неговите родители му го вратија животот на Јован Коловски. Токму за неговата величествена животна приказна ќе се навратиме, бидејќи на вистина вредна вечерва на истата, а на почетокот јас само ќе ве потсетам за тоа во каква агонија и како го живеат тој период од животот семејството Коловски. Да погледнеме. Јас сум Јован Коловски, имам црна коса, кафеави очи и сум средно висок. Сакам да сум главен. Иако сум добар, понекогаш знам да бидам лош. Имам хармоника и многу сакам да свирам, а и да пеам. Необичната животна приказна на Јован стана инспирација за многу автори, режисери, новинари, писатели. Документарниот филм Милостивиот самарјанин од режисерот Бобан Поповски ја следи животната приказна на Јован и неговото излегување од кома. Филмот, како и необичниот живот на Јован сам по себе, предизвика исклучителен интерес во Словенија, каде многу хумани луѓе излегоа во пресрет и со исклучителна висока сума финансиски средства помогнаа Јован да може непречено да ја прими неопходната медицинска терапија, со што неговиот живот за брзо време би се вратил во апсолутна нормала. Огледалце, кажи кој е најубав на светот? Тато. Знам. Тато. Тато. Тато? Ами... Вовче ми е најубав. Да мислиш ти? Патот кој го живееме е непредвидлив, заплеткан и најчесто трнлив, и сите веруваме дека нам нема да ни се случат непосакуваните нешта кои му се случуваат на другиот. Кога реалноста ќе не изненади, единствено ни останува силната верба и упорноста. На моје огромно задоволство ќе го поканам Јован Коловски. Добро вечер. Повели Јовче да се прегрнеме. Тука си Мирјана Коловска и секако Димитрија Коловски. Добро вечер и повелете. Една топла преградка за мојот пријател, за кој нели рековме ќе се видиме во некоја прилика кога ќе зборуваме, и таа прилика е вечерва. Повелете да седнете. Распоредот направите си го сами. Пријатно е во студиото повторно? Супер. Уште попријатно. Да, сакав да кажам дека уште попријатно заради насмевката на вашите лица кои ја гледам и се разбира прогресот, што ни е особено важен на Јовче во периодов од кога последно се видовме и се разбира го снимавме. Ајде да се навратиме, нема бидејќи ги потсетивме гледачите на агонијата, реков низ која минавте и за сиот тој период кога имавте вистинска борба со животот и за животот, може ли да го споменеме овој период од кога го имавме некаде пред пролета, што се вели овде во студиото, и кога почнавте уште еден дел од битката за опоравувањето на Јовче и се разбира се уште терапиите кои ги практикувате во Словенија. Што во тој период се случуваше? Така, во тој период Јован напредуваше физички, ама не ни зборуваше. Домот се уште ни беше тажен. Освен што надежта растеше повеќе и повеќе, затоа што го гледавме дека сака да живее, сака да оди напред. Така, долг период, останавме само на две реченици. На 11 март 2012 година Јован стана, се разбуди од сон и го побара татко му. Со чиста реченица: мамо, каде е тато? 2013. И то беше една голема среќа. Мала корекција, да. Не е ни толку важно. После тоа, после 2-3 недели, бевме на терапија во Словенија. Истата таа радост се повтори кога ме побара мене. И така уште долго време чекавме нови радости. Тоа е она, извинете што ве прекинувам, пред се морам да признам дека бев исклучително среќна, делев радоста со вас кога ми се јавивте, кога го споделивте овој прв момент, дека веќе и прозборе, ги кажа првите зборови Јовче. Може ли да се мери или е уште дури посилно од оној момент кога нели го очекувате вашето бебе прва да ви проговори, да чуете зборот мамо и тато, кога ги раснеме, нели ги развиваме во тој период? Тоа е можда идентично, ама поголема е радоста кога чекате некој што повторно се раѓа, затоа што колку и да верувавме не беше можно. Ама ете. Медицината беше подготвена за овој прогрес?
медицината никогаш не предвидуваше што може со Јован да се случува. Уште од првиот момент, како што и најавивте вие, тие не отпиша. Меѓутоа, за среќа успеавме да најдеме една институција која што се заложи за Јован, иако не веруваа дека до ова може да дојде. Дури докторката во Љубљана, доктор Мирјана Перковиќ, не може ние на емисија да помине без да ја спомниме нејзе. Таа во една прилика ни кажа: Јован, толку многу сакав, посакував, меѓутоа никогаш не верував дека може да ми прозбориш. Значи, и тие се пресреќни од она што е постигнато, макар што никогаш не прогнозира докаде може да оди напредувањето. До кој степен е сега стасано напредувањето? Сега Јован живеет еден нормален живот. Очекуваме малку повеќе да размислуват и да памтит. Едно нешто што недостасуваат, да памтит поголема материја. А иначе тој си ги памтит работите што посебно си ги сакат, и тие од порано, пред да настане проблемот, и тие во овој период наназад неколку месеци. Значи, единствено ги памтит работите што многу ги сакат. Аха, има делови, односно значи има периоди, претпоставам, на кои не се. Да. Не се сеќава. За среќа не се сеќава на оној период кога беше во кома. Ништо среќно, ништо весело не се случуваше тогаш и тој период е избришан. Периодот до болеста, до ситници, до детали, до боја на чевли, до боја на ролери, сите тие работи ги. Каква тетрадка имал на музичко училиште, нотна тетрадка, сите тие работи. И сега во последно време почнува да и ова сега што се случува да го памтим, макар што оди малку потешко, со новите настани или со она наставна материја што треба да ја. Ајде ќе се навратиме на медицината и каков е текот сега на терапиите кои се уште нели ги прима во Словенија, на кои се уште се. Сега одиме на секои 6 недели во Словенија по препорака на доктор Мирјана Перковиќ, затоа што таа смета дека подобро е да бидеме попрецизни на 6 недели, иако претходните терапии ние касневме премногу ради парични средства. Дали сега тие се проблем? Бидејќи знам дека тогаш предизвикавте лавина од интерес и кај луѓето, се сеќавам дека сакаат да ве контактираат, да ве побараат, да ве најдат за да упатат помош, да ве прашаат што треба конкретно и така натаму. Во случајот, односно во правец на лекувањето и терапиите кои навистина чинат за едно семејство, за било кое. Посебно вие тогаш кажавте дека сте со едно примање заради добробитот на состојбата на Јован, вие се откажавте од вашето работно место за да бидете покрај него и со него, а знаеме колку може со една плата да се преживее, камоли да се лекува дете. Се откажа малку и принудно. Значи, лекарската комисија во Струга не сакаше да го продолжи болувањето, затоа што иако Јован во кома, тие сметаат дека може да оди на работа, Јован сам да седи. Такво решение добивме од таа комисија. А во врска со финансиските проблеми, тие и натаму остануваат. Ние сами го плаќаме лекувањето на Јован, сами обезбедуваме средства од донации. За среќа до сега успевавме во тие работи. Значи, постојат хумани луѓе. Колку ќе трае, имате ли представа? Имате ли... За сега имаме предложени 6 нови терапии, од кои едната ја примивме. Ни остануваат 5. Понатака не знаеме. Секогаш имаме нова препорака од докторите, затоа што го следат. И за нив е се ново, и за нив е се изненадувачки, напредокот негов е премногу голем за нив. Чудо на природата. Така. Сега, она што ми е особена чест да зборувам со тебе вечерва. Последното гостување кое го имавме, односно кога бевте овде во студиото, рековме дека во следната прилика ќе се видиме кога Јован ќе ни зборува. Еве сега е таа прилика, ве молам за аплауз. Видите заслужува. И ти си звездата на вечерта, овде вечерва практично. Како си? Добро. Пријатно ти е во студиото? Да. Не ти пречат, нели светла и ова внимание? Како се почувствува на твоето прво враќање во училиште по толку време? Беше септември, нели, кога повторно? Да. Сосема дозволено од лекарите, добивте препорака и дозвола да Јовче се врати со меѓу своите другари во училиште. Така беше. Каков беше првиот училишен ден? Многу бав. Се сети на другарчињата кога ги вида? Дел од нив, нели, беа со тебе пред да се случи здравствената твоја состојба или проблемот со тебе? Ги помнеше лицата нивни? Се сети на другарчињата? Те пречекаа со радост? Ти беше ли убаво кога се врати во училишните клупи, Јован? Да. На што најмногу се израдува?
На наставниците, не верувам толку многу. На другарчињата. На другарчињата, на тоа што игрите, повторно имаш можност да учиш И на игрите. и на игрите. Што најмногу сакаш да играш? Што ти недостасуваше? Знам кошерка дека сакаш, затоа имам и материјал. Да. И сакаш да возиш велосипед. Да. И за тоа сум сигурна. Те проверивме во Струга, односно во Мислешево. И сега што е на другото што сакаш да го правиш? Кои предмети? Да цртам, да пеам, да играм и И да решаваш задачи по математика. да свирам. И да свири. Така. Се врати ли на музиката, Јован? Свириш? Армоника свиреше, така? Да. Сосема успешно е враќањето со свирењето? Па професорот каде што оди на спремање е задоволен дека има талент, дека има слух за она што го работи, макар што 2 часа до сега сме одржале. Така. Имате Добре. препораки за тоа со каков интензитет во ваква состојба треба да се враќа детето во нормалниот тек на живот, што се вели? Од Министерството побаравме да се изработи скратена програма за него, за да може полесно да ги совладат оделенијата кои што веќе ги... Сега да прашам, ќе ги надомести оние кои ги Да. загуби во периодот Да. и на кој начин? Сепак е состојбата нели не може Ние се со таа брзина обративме да се врати? Да, преку подрачната единица на Министерството за образование и наука и училиштето во кое што Јован учи, основното училиште Браќа Миладиновци во Струга, се обративме до Министерството со барање за изготвување на програма, најверојатно таа е скратена програма, затоа што тој треба да надокнади доста изгубен материјал, и вклучување на Јован во 8 оделение со обврска ние 3, 4, 5 натамо да ги надополниме тие оделенија. Возраста 8 оделение одговара на неговата возраст. И тој би се почувствувал психички уништен кога би го вратиле ние во некое друго оделение, а и изборот негов беше другарчињата. Јован, пливаше летово? Да. Почна да пливаш? Каде Каде бевте летово? Каде одморивте? Словенија на море. Дали ти Изола. беше убаво? Изола. Дали ти беше убаво? Да. Јас видов некои фотографии, покажаа твоите каде многу се забавуваш во водените спортови. Тоа беше наше прво враќање после 5 години. Какво на е плаж, чувството да, не знам, после толку години, таква мака, таква тешкотија низ која вие практично минавте и се соочивте, да човек да може да се врати на сите оние животни радости кои практично нели ги живееме, кои во еден период ви беа многу далечни. Да, чувството неописиво е. Се снаоѓавме едноставно секој ден со нешто ново и ново, а фала Богу радосно. Се Сега да плашевме прашам, од радоста. Се плашевме дали да се радуваме премногу или полека да се радуваме, па да се радуваме за цел живот. Дали доаѓаат често да ви се обратат тебе после оваа силна, моќна ваша животна приказна и ситуација која преживеавте, луѓе, семејства со некои слични, можеби животни приказни кои во моментов сакаат да си ја решат маката и болката на некој начин, еве се соочуваат со некаква ваква тешка животна состојба Многу кога луѓе. можеби медицината нема одговор. Многу луѓе, дури и онаму каде што медицината има одговор, се обраќаат затоа што иако е проблем медицината кај нас, институциите се уште поголем проблем. Значи тие немаат слух за луѓето кои што имаат потреба од лекување, доколку не може да се лекуваат во Македонија. Тешко се добива дозвола да се излезе надвор некаде. Некако тешко се признава неможноста ние да го излечиме некој случај кој што во соседството наше се лекувал пред 20-30 години. Значи, на тој начин многу луѓе се повредени. Се јавувале како сме успеале да стапиме во контакт со клинички центар во Љубљана, како сме обезбедувале средства. Ние и сега кажуваме дека донации се сите средства што ги имаме ние донации за лекувањето на Јован се потрошени многу пари. Кога ние ја почнавме оваа наша битка немавме 1 евро. Ве водеше онаа силна желба за враќање во живот на вашето чедо. Тоа го приметив и кога бевте тогаш, а тоа го доживеав и низ приказната од претходно која велам ја минавте, само вие знаете како ви мина тој целиот период. Чувствував дека имате една необјаснима сила во вас, волја, желба, љубов
кон вашето дете и сето тоа може би онака сплотено е она што велиме чуда се случуваат на крајот на краиштата. Слава на Бога, тоа е можно. Верувате многу во Бога, тоа морам да признам. Гледам дека често секоја недела, нели? Сме во Калишта, во манастирот посветен на Пресвета Богородица, кај нашиот отец Стефан Санџаковски, и сакав да спомнам баш една негова, кога тој се моли за Јован, за здравието на Јован, тој секојаш вика Јован да биде рамноправен со неговите врсничиња. Поголема, посилна желба, значи не може да... Јован, што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Си размислувал што сакаш да работиш? Нешто во врска со музика, со спорт, со математика? Да бидеш како тато или? Музика. Музика, сепак музика. И кога сме кај музиката, вечерва вреди и дозволено и да се расположиме дека има талент, дека сака да се занимава со музика. Јован, имаме докази од вашето, нели, домашна, што се вели, атмосфера и видеотека и така натаму, но имаме ние овде едно пријатно музичко изненадување на кое може Јован да ни се придружи и уште попријатно да ни изненади, бидејќи ова е еден од омилените ликови кога македонската музика е во прашање кај Јован. Тоа е Тоше Проевски. Тоа сакаш, нели? Ја слушаш неговата музика? Имаш песни кои ти се омилени од Тоше? Кои ги отпел? Да. Например? Мајка Америка, Ој девојче, девојче, Јовано Јованке, Тоа се оние македонските изворните. Да, народните, да. Тие се Борса Дила, Хармоника и... Да, веднаш асоциација за браво за традицијата сите која други. си ја негува. Се после. Знаете Јован често да запеете со другарчињата? Некоја песна со другарчињата да си запеете. Често знаете кога се тие не пеат. Тие не пеат. Што сакаат тие да прават? Ништо, се тапет. Кога нема децата идеја што да прават, ете како се забавуваат, ама ти им докажуваш дека има со што да се занимавате во слободното време и тоа квалитетно, нели, да ви мине. Тоа е песната. Дали ние во студио ќе чуеме нешто што го спомена Јован или што спомена дел од оние песни кои реков му се некако омилени? Ова е во мојот свет се разбира една од песните која одбележа исто така кариерата на Тоше Проевски, на што му тој момент јас ќе побарам од Јован да ни се придружи со песна, да видиме дека и тоа е дел од неговото веќе секојдневие, оно што успева да го прави. Кажете ми, дали им простивте дека тоа не се случи? Еве ќе бидеме во очекување. Дали им простивте на оние кои во моментот на вашата најголема болка и битка едноставно или немаа слух или ве некако грубо можеби ви информираа за тоа што понатаму ќе се случува со Јован и дека можеби вашата желба, надеж, верба за неговото опоравување живот е попуста? Тешко ни одеше простувањето, иако христијански е да се простува. Да. Само како да им простиме кога и понатака се однесуваат подеднакво. Никогаш не прашуваат за Јован, се срамат од него. Скоро имавме една средба со еден професор во Љубљана. Јас го поздрави во ходникот, беше на некој семинар и кога му се пофалив, да речам дека Јован е горе и сакав баш да се пофалам да видам во какви услови Јован ја примат терапијата и дека е многу добар, тој ми рече да, знам дека е Јован добар, јас немам време да го видам Јован. Тогаш бев многу навредена и уште неколку такви случаи и покрај тоа што никогаш никој не се јавил освен нашата драга Цули Софијанова и како да им простиме, не знам. Стварно не знам. Доаѓа редот и овде да мора да одите на контроли и слично или не? Не, ние не посакуваме така нешто. За среќа не. Така. Успеавме да обезбедиме Јован да ги прима терапиите во Љубљана и сето сме некако обврзани на секои 6 недели. Ефектот на терапијата би бил поголем. Ние одевме на 3 месеци на 4 од финансиска страна. Меѓутоа, ако е на 6 недели, 4 до 6 недели, ефектот е поголем и сега се трудиме да ги информација бидејќи се работеше за навистина невообичаена дијагноза која конечно после бројни перипетии ја добивте дека се работи за автоимуно заболување и така натаму. Што значи тоа? Дека овие терапии го заштитуваат организмот на Јован
дека не дај Боже во какви можеби варијанти или услови би можело нешто да предизвика. Да, за сега ништо не се знае, единствено дека полека се опоравуваат Јован со секоја нова доза на имуноглобулин. Инаку едно време смета дека имуноглобулинот ги уништуваат антителата што се ствараат во мозокот и го блокираат мозокот, а после на некои други семинари и средби стручњаците и докторката разговарале дека знаете конкретно на крајот со што се соочувате и од што треба да го штитите. Не, болеста се уште е енигма. Диагнозата што е поставена се уште нема протокол на лекување на таа болест, нити се знае до каде може да оди напредувањето. Се случувало, ќе кажам не дај Боже, да напредува, па наеднаш враќање на болеста на почеток или на уште полошо на крај. Значи, нема тука што очекуваме понатак. Иначе тој е многу активен. Како изгледа еден твој ден? Што правиш кога ќе се разводиш прво? Се сакам сега да ми раскажеш. И не се смешкај, се сакам да знам. И ако има некој девојче на кој му се јавуваш прво, да ни кажеш. Шо? Дали се јавуваш да кажеш добро утро, дали стана? Има ли таква девојче која ти буди симпатија? Има некоја убавка од твоето училиште? Да. Како изгледа еден твој ден? Што правиш во текот на денот? Се подготвуваш за училиште? Да. Потоа? Имаш време да си играш со другарчињата по училиште или си одговорен, прво завршуваш со домашна? Да. Прво домашната? Да. Потоа со другарчињата? Што најчесто правите во Мислешево? Играме. Кои се оние игри кои ги практикувате? Бидејќи денешниве деца заборавија на игрите од наше време, да не бидам ја сега како толку стара. Не. Но сепак, игри на улица, топка, одбојка, нека бие, ластик девојчињата и така натаму. Да. Знаат да играат? Се уште? Добро. Имаш ли ти омилена игра, Јован? Ги сакаш компјутерските игри? Да. Овде со нова генерација. Нема утка. Што ти е омилено да црташ сега? Знам дека на почетокот дури така емотивно не поврза името на емисијата и тоа што Јован во моментите на освестување и кома или пред кома беше периодот кога цртал и тунели. Да. Сега што ти е омилено да црташ? Имаш ли нешто? Што црташ се? Цртам. Имаш омилено нешто што сакаш да го црташ? Денешниот цртеж. Што беше? Ограда цртав со бавче тука. Бавчето на дедове. Дома Да. или на некој дедо? На дедо ми. Во бавчичка има тамо патлижанче, пиперка? Да. Здраво? Што треба да јадеме? Бидејќи сме во паника и под стрес периодов, како слушаме, нели, што впрочем и јадеме, некако очигледно ќе се свртиме сите на тие бавчички на баба и дедо. Па сега дека што ставивме трева, ќе се вратиме повторно да си подзасадиме нешто. Си практикувате одгледување на домашен зеленчук? На страна производи, дедо му, да. Двајцата дедовци се ангажирани околу тој проблем.
Кажете ми, понатаму сега рековме терапијата ќе ја прима Јован, рековме очекувањата се оние кои што вие си ги имате како и досега, оние највисоките во вашето дете во прашање. Си имате ли визии за иднината? Рековте дека стихино си се радувате, но сепак правите ли некои поголеми планови од типот на што кога ќе дојде средното училиште, би се селеле ли можеби од средината во која живееле или ни за жива глава што велат? Најпрви сакаме да ги достигнеме оделенијата што ги пропуштивме. Можда е то можно, затоа што Јован полека со педагогот на школа се спремат за некои работи што ги пропуштил. После тоа, нормално, средна школа, Јован може да ви каже со колкав жар се спрема да стигне до средно кај татко му. Кое е тоа училиште, Јован? Кај тато, кое е тоа училиште кај што работи тато? Гимназија. Да. Кажи. Секам да ми кажеш. Ама ти да кажеш. Ти да кажеш, Јован? Точно. Ибрахим Тема. Така, тоа е гимназијата, сакаш таму да се запишеш? Да. Дали би сакал да бидеш како татко ти еден ден, професор по математика? Тешко, нели? Ова беше искрено. Рековме дека математиката посебно многу нешто не ја сакаше. Потоа кога се случи периодот на лекување и така натаму, се јави некој, рековте кај него, чудна желба да решава задачи. Дури во студиото кога го имавме Јован, исклучително беше посветен на решавањето задачи кои беа поставени од неговиот татко. Сега со математиката како стоиме? Истата желба и жар ја имаш или малку помалку? Така, поминува со математиката тоа. Дали сегаш странски јазици, Јован? Не ги сегаш ни јазиците толку многу? Ти си печен за музика. Она што си подготвен вечерва да ни го запееш. А ние ќе ти даеме и аплауз. Повели? Мајка Марика думаше, Марике, керко Марике. Земи го керко Ѓорѓија, Ѓорѓија први бе крија. Земи го керко Ѓорѓија, Ѓорѓија први бе крија. Послуша Марика, мајка си, зеде го Ѓорѓи бе крија. Ѓорѓина Марика думаше, Марике. Сестро, така беше некако? Марике. Ѓорѓина Марика думаше, Марике, либе Марике. Браво, Јовче. Крчма отвара, мене ме кана да идам. Сефтето да им направам, фирмата да им напишам. Сефтето да им направам, фирмата да им напишам. Ете го Ѓорѓика иде, 9 музурли свиреат. 9 музурли свиреат, 9 паничука. 9 музурли свиреат, 9 паничука. Можам само да претпоставам вие како родители како се чувствувате, пак ќе речем после сите перипети и она што ви беше дадено како можност да го очекувате од Јован и ова што денес еве овде го имаме во студиото, ние ќе си правиме паралела мала на сето она што го имавме, нели, кога бевте прв пат во нашето студио. Секоја чест, браво, и мене само ова исто ми остава како на еден обичен човек впечаток или едноставно ме остава со мисла дека љубовта, вербата, надежта се оние навистина најмокните нешта со кои ние располагаме и дека ништо посилно на крајот на криштата не е од тоа и дека никогаш ништо не знаеме што може да ни се случи, но таа љубов, верба никогаш да не напушти би било најубавото нешто. Кажете ми, иднината реков си ја планирате, но полека и стихино. Да. Во скора иднина се оние терапии кои Јован треба и мора да ги прими, потоа ќе очекувате препораки за што и како понатаму. Секојаш со сите нови се надеваме дека е крај. Вие се вративте на работа или немате таква опција веќе? Не, затоа што сега го придружувам Јован на училиште, сите 7 часа, 6, толку колку што ќе имат, сум до него, како чувар.
Едноставно уште малку сум потребна за него, затоа што никош не сме начисто со нападите. Докторите во Љубљана ни рекоа дека и покрај што не ги добива долго време, ние секојаш да бидеме спремни за нив. И едноставно потребна сум во некои моменти кога тој ќе се препоти, па доаѓаат мамичке преслечиме и такви некои моменти. Затоа што тој сега е како многу големо дете и како малку помало во некои моменти. Да сме деца сме на нашите родители, се чини до навек. Така, сепак е разгален ради целата ситуација што се случуваше, али за оваа година... Го користи тоа? Да, честопати. Поготово поголеми барањата се кај татко му. Знам дека го сакавте ли барањето едно време, не сега. Не сме биле така. Лето го практикувавте? Пролетта одевме. Да. И кој фаќаше поголеми рибчиња? Кој? Мама. Како да? Лажи. Кој фаќаше најголеми? Јас. Рибарска ова приказна или вистинска? Колка ми беа? Се шегуваме малку со тебе. Се шегуваме и он малку со тебе на тоа светка, ама ќе дојдеме да ги пробаме тие ваши рибчиња. И од таа природната бавчичка на дедо, тамо некаде, кога ќе дојде лето, ќе удриме на тура бањање во Струга и ќе се подружиме малку поинтензивно. Се разбира, реков нека ви одат нештата со онаков успешен тек, како што само вие си посакувате. Дали добивте препорака за можеби посета на или психијатар или некое советување или можеби терапија од тој тип која би му била потребна заради соочување со средината и така натаму? Да, имавме една препорака за некаква веденска терапија. Кога се обративме кај наши психолози, не им беше позната. Преку таа терапија требаше да ги менуваме некои лоши навики на Јован, да ги претопуваме во добри. Ама ете, не најдовме таков човек, психолог. Така да пак се од господова страна си се средија работите. А тоа конкретна програма која мора обучено лице да ја прави, претпоставувам, така? Да. Јован е коректен, добар, паметен, немаме проблем. Ние самите чувствуваме дека не е потребна никаква консултација сега, бар. По едно вакво патешествие во животот, што кога човек ќе си легне, си вели, нели како обично сите што легнуваме или со мисла за мачен беше денов, треба утре ова да го направам, имаме некои чудни приоритети додека можеби животот не подзастане и не подзамисли малку сериозно. Што кај вас, каква е перцепцијата за животот по едно вакво сериозно животно патешествие? Нема повеќе толку тешки денови. За нас сега сите денови малку полесни од порано, затоа што ние долго време немавме ни сон. Така да, едноставно, нема поголема среќа од тоа да биде семејството здраво и сите да се заедно. Значи, сите други работи можеш да се одмориш за една и за две ноќи. А тоа што се случуваше со нас, немаше ни почеток ни крај. Може би кога ќе чуете од страна некој како се жали на секојдневието и на проблемите со кои се соочува. Да. Така. Кај вас насмевка практично се јавува? Не, се навикнавме некако на секоја планина своја тежина. Секој на својата мака. Меѓутоа, не дај Боже некој да го задеси вакво нешто. Тогаш би разбрал што е вистина некаква мака. Може би до моментот и ние не сме биле свесни дека има луѓе кои што страдаат на ваков начин или било како. Поинаков од оние наши тогашни грижи, како да обезбедиме средства за некакво патување или за нова хармоника за Јован или за било што. Се можело да се надокнади кога ги немат ваквите проблеми. Се може да се обезбеди. Доаѓаат убави празници. Нели, празници пред новогодишно убаво едно расположение нова година. Веруваш во Дедо Мраз? Постои. Постои. Не постоите. Дали си посакуваш нешто околу новогодишните празници да добиеш на подарок? Имаш желба нешто што сакаш да добиеш? Сега за сега ќе ми ја шепнеш или? Дојдам сега да ми ја шепнеш. Не, ја кажувај Дедо Мраз да ти ја исполни.
Сега извинете, вака мала дигресија, но мала интима со мојот пријател, така да веќе разбрано е ова и ја ќе го пратам писмото. Ти ли се секират од Дедо Мраз? Па ќе видиш дали постои или не постои. Како планирате да си ги минете празниците? Имате план? Најверојатно ќе бидеме во Љубљана поради терапијата. Ќе искористите дел од патувањето? Да, имаме една хирушка интервенција во врска со да се затвори пределот кај што беше канилата, имат уште шиштење и такви проблеми. Ама и таму имаме доста голем круг на пријатели кои со душа не чекаат да одиме, така да нема да... Да, словенската јавност беше исклучително запознаена со случајот на Јован во тој период и многу несебично искрено ви излезе во пресред во периодот кога ви треба средства за лекувањето на Јован. Точно, дури сега при последните патувања луѓето вработени на аеродром таму го препознаваат Јован. Пасошот кога го гледат, ние дури мислевме сега некој проблем, а тие меѓу себе си кажуваа како ова е Јован, тој што го гледавме тогаш и тогаш. Јован е некаква звезда таму на словенската телевизија, националната словенска телевизија, како што е звезда овде на вашава. Да, и во нашата емисија. И нашата македонска национална телевизија. И на педиатрична клиника исто. И нас ни е многу драго што еве вие пројавивте интерес да го следите напредувањето на Јован. Ние исклучително се радуваме како за нашите дете, морам да признам. Онака како дел од да сте ни семејството, за секој негов напредок и ние можеби претеруваме некогаш кога ја искажуваме и нашата радост. Меѓутоа мислиме дека треба да ја споделиме со сите оние кои што нас ни помагале. Сите да знаат што се случувало и докаде е Јован. И сакаа да знаат. Да, имавме и после тунел една добра донација за Јован и благодарение на тој човек кој што ја гледал емисијата Тунел и плачел дома му, после ни објаснуваа со сопругата, излегол така избезумен од дома и дошол да не побарат. По цела населба не барал, па така и тој човек му излезе во сусрет на Јован, му даде средства за неколку терапии и ден денес е покрај Јован и сакат секојаш кога ќе бидеме во криза да му помогнете. Одлично што има вакви луѓе, тие заслужуваат еден голем аплауд, секоја чест на оние големи срца и луѓето кои безрезервно излегуваат во пресрет на вакви ситуации. Ти посакувам од срце да си имаш оваа милотија и оваа звезда која си ја носиш во себе. И следниот пат со подетални информации за Елена и за како одат работите во Дружењето со Елена, немој да ми се смешкаш. Може ќе обезбедиме и оркестар, пак имаме ептени игри и песни. Знам дека сакаш и да играш. Нели е така? Сакаш. Вие да си ги имате овие насмевки со кои ве гледам и уште позадоволни и горди родители на Јован и во иднина. Реков, Јован е онаа светла точка во емисијата, светла точка во вашиот живот и се надевам светла точка на оние кои за жал можеби во периодов минуваат низ некакво животно патешествие и перипети. Никој не сакаме да ни се случат, но повторно ќе речем животот е крајно непредвидлив. Само да не ја губиме надежта, да имаме љубов и верба во она што ни е најважно, а тоа нека биде и мислам дека е сепак на крајот на краиштата семејството и нашите најблиски. Така, одиме напред. И сега следното е да ги завршиме школиве, па после ќе ве викаме на свадба. Мислам, тоа се нашите... Ние спремни со извижвани. Тоа се нашите идеи за него. Нема публиката да си ја донесам. Ќе навиваме за невестата. Ќе буткаме врата сите. Има одма да ја земеме. Од срце уште еднаш ви благодарам за вечерашното гостување. Ова беше она полесно што се вели гостување кое го имавме со вас, иако и минатото не ни беше, но сепак беше една сосема поинаква ситуација, кој порелаксирано. Со новитети како што не радувавте за говорот и слично, очекувам да се јавите повторно за новите успеси и подвизи кои Јован ќе си ги прави. Ви благодарам многу. Драги гледачи, не губете надеж никогаш, колку и да изгледа во моментот мрачно, светлината на крајот од тунелот ја има за секој од нас. Ви благодарам за вниманието.